ќе започнеме со личната карта на училиштето. Еве колку паралелки, колку вработени, колку ученици има овде во СОУ Гошо Викентиев. Значи училиштето СОУ Гошо Викентиев е почнало со работа далечната 86-та година. До денес мислам дека успешно се развива. Моментално ова година има 104 вкупно вработени во училиштето со 80 професори, од кои делно дополнуваат и во други училишта. Така, колку ученици имате овде и на кои паралелки, мислам во кои струки се запишуваат? Моменталната бројка на ученици во нашето училиште е 850 ученика, распоредени во 3 струки. Нашето училиште има богатство од струки и профили. Значи во тие струки има вкупно 13 профила, 7 профила во 4-годишно образование и 6 профила во 3-годишно образование. Значи овде се присутни машинската струка со натре 3 профила во 4-годишно образование. Тоа е машински техничар, машинско-енергетски техничар и техничар за компјутерско управување. Уште се овде и профилите со 3-годишно образование. Имаме автомеханичар кој од ова година стапува по реформирано образование и имаме по старо нереформирано металостругар и машино бравар. Понатаму имаме сообраќајна струка застапена со профилот транспорт и шпедиција. Имаме во електроструката 3 профила во 4-годишно образование. Значи овде са електротехничар, електроничар, електротехничар за компјутерска техника и автоматика и електротехничар енергетичар. Тоа се 4-годишните профили. Имаме 3-годишни профили во електроструката се електроинсталатори и монтери, исто од ова година почна по реформирано образование. Овде е по старата профила автоелектричар и електромеханичар. Тоа е значи едно множество од профили, еден избор за нашите ученици од самиот град, но и подалеку. Нашето училиште е регионален центар, се уште. Имаме ученици од други општини, не зборувам за соседната Чишиново, Блешево и за Зрновци, значи се уште има ученици од Берово, од Делчево, од Македонска Каменица и помок ученици од другите општини. Имате ли доволно опрема за активно спроведување на практична настава? Добро, јас сум по занимање машински инженер. За мене никош опрема нема доволно. Се трудиме колку што можеме таа опрема да ја набавиме. Едно од моите приоритетни задачи, откако сум на ова работно место, е набавка на таа опрема. Не може да се пожалам дека имаме малку опрема, имаме доста опрема, имаме 4 работилници за сите овие струки, неколку специализирани кабинети. За жал, најголем дел од таа опрема е доста стара, иако се уште е во функција и работи, но веќе времето полека ја гаси. Значи, моја цел и на целиот колектив е колку што можеме таа опрема да ја обновиме и со овие оскудни средства што ги имаме, секој година набавуваме по нешто или формираме работилници, набавуваме некоја опрема, соработуваме со локалните фирми блиски на нашата дејност. Истите ни донираат дел од нивната опрема во вид на алати, во вид на нагледни средства, она што веќе не е потребно. Правиме некои проекти до фирмите кои се малку побогати, за жал не многу успешно. Значи пробавме преку T-Mobile или преку дистрибуција да стапиме во контакт. Неколку пати праќаме барање, за жал имаме негативен одговор, дека во моментот не се во можност да ни донират некоја барем за старена опрема. Значи веќе што не ја користат оние аналогни централи на T-Mobile или од електродистрибуција опрема која веќе не може да ја користат по вид на алати, уреди, оштетени делови кои веќе не се во употреба. Не знам, некоја процедура таму се уште не ни одговарат на нашето барање позитивно.
можем да изтакнем и позитивен пример. Дел от нашите локални фирми се отзва на нашиот повик и собравме доста от тия алати или делови кои може да користат на децата за практична настава. Значи, иако се тоа оштетени делови кои веќе не се во употреба во индустријата и во практиката, кај нас сепак се доволно корисни за да можат учениците да го погледат тој дел како навистина изгледа, да можат истиот да го разглобуваат, зглобуваат, да ги учат неговите составни делови. Многу е по-практично, отколку исто да го гледат на слика или на некоја презентација. Дали во вашето училиште повеќе се практикува практична настава или теорија? Количината на практична настава, колку учениците ќе имат практична настава или теоретски часови, не зависи од нас. Значи, тоа ни доаѓа по наставните планови и програми, но ние се трудиме максимално практичната настава учениците да ја вршат квалитетно. За таа цел спомнав, нашето училиште е опремено со повеќе работилници, каде што учениците можат практично да ја совладат она што теоретски го учат. Иако времето оди напред, технологијата оди се по-напред, ние како училиште за жал не сме во можност да ги пратиме најсовремените трендови и да обезбедеме најсовремени машини, сепак тоа го надокнадуваме преку компјутери. Значи, училиштето располага со доволно број на компјутери, па дел од таа практична настава се врши на компјутери преку симулација. Значи, денес можностите преку интернет се многу големи. Има секакви програми од областта на техниката, каде што учениците можат барем да видат како тоа симулирано изгледа, ако немаме можност да го покажеме на некоја вистинска физичка машина. Најнов проект што се случи во нашето училиште, веќе ги спомнав дека од оваа година во училиштето стартуваат 2 реформирани профили, значи согледувајќи ги потребите на стопанството, владата и министерството согледуваат дека нашата држава по скоро време ќе има потреба од обучен кадар во областта на занимањата. За таа цел изготвена нова наставна програма во која беа вклучени самите стопанственици со нивни барања. За таа цел Министерството веќе спроведува акција во која учествувавме за дефинирање на средствата, машините и алатите кои би биле потребни за да може успешно да се врши таа практична работа кај овие 3-годишни занимања. Веќе спомнав, тоа се автомеханичар во машинската струка и електроинсталатор и монтер во електротехничката струка како пилот занимања, иако наскоро очекуваме и другите 3-годишни да бидат по реформирана програма. Што значи тоа реформирана програма? Значи, согледувајќи дека е потребна повеќе практична настава, истата да се врши кај работодавачи, веќе е зголемен процентот и е задолжително овие ученици да вршат практична обука и во конкретни фирми. Значи, не само на опремата што е во училиштето, туку да се запознаат и со опремата што има по фирмите, а целта на сето ова е утре да добиеме готов кадар кој ќе може директно, без посебни дообуки или доквалификации, да се вклучи во работа во конкретните фирми. Ова е прва година како стартуваме и ќе видиме како ќе се одвива натаму. Така, во склоп на училиштето има и автошкола, се држат и часови. Еве да позборуваме малку околу тоа. Инструктори, колку имате ваши возила? Значи, за потребите на автомеханичарите, кои претходно одеа по-нереформирано, кои за да завршат 3-та година мора да имат положено за возач. Значи, не може да се оспособе ученикот да ги поправа овие возила, а да не знае да управува со нив. Веќе автошколата постои подолго време, во училиштето има вработен еден инструктор, кој ја врши само таа работа, и еден од професорите дополнително дава часови во автошколата. Располагаме со 2 возила за обука на учениците.
Значи сите автомеханичари задолжително кај нас полагаат по доста поволни услови. Овде ќе искористам можноста да спомнам дека за нашите ученици има посебен попус, кој значи цената е доста пониска од другите автошколи, со цел на нашите ученици да излеземе во пресред, да можат навремено по ефтина цена да земат возачка дозвола. Иако автошколата работи за надворешни лица. Да позборуваме малку и околу екстерното тестирање, ваше мислење. Екстерната проверка на знаењето на учениците или популарно текстово тестирање веќе неколку години се спроведува во училиштата и во текот на денешниот ден полагат ученици кои не се јавија на првиот рок во јануарската сесија. Што ви кажел око екстерното? Значи, тоа е добар проект кој е замислен да се обезбеде заштита на самите наставници, учители, од оние барања на родителите кои постојано сите сакат нивните деца да бидат одлични, и тоа беше некој тренд неколку години уназад. Ние сме локална средина каде сите се познаваат, каде секој има роднини и пријатели, и верувам дека се случуваше тоа, дел од учениците неоправдано да добиват и некој повисок успех. Со овој проект значи, е пробано да се стави крај на тоа, да се провери објективноста на наставникот при ставање на оцени. Меѓутоа, како и сите проекти, ништо не е совршено и има одредени пропусти кои ќе треба понатаму да бидат надминати. Значи, јас како наставник пред се, повторно не би се согласил дека е тоа најидеалното решение, иако е некое решение, за оценување и вреднување на работата на наставникот. Со неколку прашања на кои треба ученикот да одговори од 4 понудени одговори, сепак не може да се добие релевантна оценка за квалитетот за оценување на наставникот. Значи е некое мерило, но ќе мора понатаму овој проект по моје мислење да се подобри. Во вашето училиште однодамно добивте и опрема за кариерен центар. Што ќе значи тоа за средношколците? Да, нашето училиште влезе во редот на неколку училишта кои учествува во проектот финансиран од страна на УСИД. Проектот се вика ЕС, нашето училиште конкурираше и веќе е донирана таа опрема од страна на УСИД, истата е монтирана. Што би значило за учениците? Значи, тоа е уште едно пријатно каче, каде ќе можат учениците да се соберат, истото да го користат заедно со младинската организација. Овде ќе може да се спроведуваат сите оние активности кои се битни за тај кариерен центар, значи за изборот на наредната кариера на учениците. Таму ќе бидат оставени флаери од факултетите кои секоја година не посетуваат и ги нудат своите услуги. Ќе може да се држат состанци, предавања околу едниот избор на факултет или занимање на нашите ученици. Значи, дел од нив најверојатно ќе сакат да бидат и директно вработени. Значи, овде ќе може да се информират во врска со она што го нудат фирмите, странски инвеститори кои веќе доваѓаат кај нас контакти и слично. Учествувате и на општински, државни, меѓутоа и надвор државата, на надпревари, на семинари, на состаноци. Еве да позборуваме малку околу тоа. Можам да се пофалам дека нашето училиште сигурно има рейтинг меѓу првите 3 училишта. Зборувам за училишта слични на нашите. Значи електротехнички сообраќајни, електротехнички машки сообраќајни училишта. Веќе во тек се ова недела општинските надпревари за машински електроструката. Веќе наредниот месец ќе бидат регионалните надпревари во Куманово и државните надпревари во Прилеп. Како и секоја година очекуваме доста први, втори, трети места, пофалници, награди.
Освен овие надпревари, значи во тек се и надпреварите по математика, веќе заврши општинските надпревари, течат регионалните надпревари во Виница, по тек се надпреварите по македонски јазик, по англиски јазик, по физика и останатите предмети, кои ќе дојде најава да се организират такви надпревари. Што се однесува до соработката, значи нашето училиште има соработка со многу училишта во Македонија кои се од нашата дејност. Имаме соработка со училишта во Словенија, во Хрватска, во Србија. Соработка на професори, значи минатата година учествува група од наши професори на семинар во Германија со цел да се запознаат со начинот на предавање, на држање на настава во една развиена земја како што е Германија, и веќе ова година дел од тие научни работи таму ги практикуваме во нашиот образовен систем колку што е тоа можно. Колку општината, локалната самоуправа и градоначалникот му помага на училиштето за подобар развој? Нормално, кај нас основач е општината Кочини, за сите проблеми се обраќаме таму. Колку што е во можност општината ни помага, ни излегува во пресред за нашите барања. Значи со помош на општина Кочини набавивме една посовремена машина за гравирање, која е управувана со помош на компјутер. Самата општина Кочини ни донираше автомобил кој може да се, значи во исправна состојба, кој може да го користиме за автодиагностика. За сите потреби, значи се обраќаме до таму и имаме одлична соработка. Еве ваше мислење за образованието некогаш и денес. Образованието некогаш и денес. Значи се менуваат генерациите, се менува времето, се менува техниката. Денешните ученици се попалави, за разлика од времето кога јас сум учил, се свртени во друга насока. Значи денес веќе се имат тие ученици на интернет, една голема база на податоци, каде што може да барат од било која област, па така и од нашата техника и технологија. Така да веќе учениците може да бидат и пообразовани од нас во таа област, конкретно која повеќе ги нив интересира. За жал, малку воспитнат дел потешко се обавува во училиштето, веќе е многу по демократија кај учениците, значи се менува тај однос помеѓу професор-ученик. Ако на времето имаше некој однос на стравопочитување кон наставниците, денес тај однос е повеќе другарски, барем што се однесува до средните училишта или конкретно ви зборово за нашето училиште. Сето тоа има и добри и лоши страни. Сепак мислам дека таа воспитна компонента би требало да биде малку зголемена. И уште едно прашање за крај. Дали сметате дека воопшто на Кочани треба да се отвори машински факултет за оние кои учат овде да продолжат овде во нашиот град? Па би требало, таа е стара идеја, неколку години е таа реализација во тек, секоја година се најавува дека ќе биде преместен во Кочини и очекувам во скоро време тоа да биде реализирано. Вклопувајќи се во проектот на владата за дисперзија на факултетите, значи веќе беше отворен правниот кај нас факултет, машинскиот беше доделен во општина Виница, меѓутоа со промената на факултетите во Кочини веќе е променен дел од тие студиски насоки. Очекувам и машинскиот факултет, ако не уште ова година, наредната да биде дислоциран во Кочини. Мислам дека некои преговори се во тек во тај дел. Многу би било логично за тоа што веќе имаме еден центар кој успешно работи во областа на машинството и би било логично и факултетот да биде во Кочини и очекувам успешна соработка со нив. И ви за крај да им порачате нешто на идните генерации кои доаѓаат и кои треба да се запишуваат во средно образование. Значи, осмоделенците кои сега ќе завршат
треба уште сега да почнат да размислят каде ќе го продолжат понатаму своето образование, да размислят што понатаму, од кој ќе го завршат средното образование. Нашето училиште, веќе спомнав, нуди многу профили и за учениците кои повеќе се учило, биле одлични, и за оние кои помалку се учило и имат и двојки, тројки и помал успех. Значи за сите може да се најде место според нивните афинитети. Дали повеќе ги влече учењето или повеќе се кон вештините насочи. Со новата насока на Министерството за образование и со ненамалувањето на бодовите при уписот на ученици во средно образование, мислам дека конечно ќе се стави и таму ред, според успехот учениците да бидат насочени според училиште каде што ќе ги исполнуват критериумите. На нашата општина и на Републиката ќе и требат се повеќе ученици кои завршиле стручно образование, за да можат утре да најдат работа во постоечките наши фирми и во странските инвестиции кои се отварат во нашиот град. Мислам дека многу полесно ќе најдат работа и ќе може да ги вршат натаму своите дејности ако се запишат во стручно образование со цел да безбедат понатамошна екзистенција.